Доналд Трамп во неговиот прв председателски мандат ги заостри економските санкции против Северна Кореја во обид да го принуди Пјонгјанг да се откаже од својата програма за нуклеарно оружје. Игор Стефановски од Гласот на Америка во Вашингтон се јавува во Дневникот. Игор, што може Трамп сега во вториот мандат да очекува од Северна Кореја? Марина, лидерот на Северна Кореја Ким Џонг Ун искористи воена изложба за забелешките кои тој ги има за САД по победата на Доналд Трамп на американските председателски избори. Според него, минатите преговори го потврдиле, цитирам, непроменливото непријателство на Вашингтон кон Пјонгјанг. Ким вели дека ќе ги прошири нуклеарните капацитети на Северна Кореја како единствен начин да се спротивстави на надворешните закани. Ким денес е дефинитивно различен противник за Трамп, отколку кога последен пат се сретнаа во 2019 година, вели поранешниот заменик службеник за азиски прашања на Стейт Департментот Еванс Ревер, според кој Ким Џонг Ун верува дека има поголема моќ поради блискоста со Русија. Американските војни представници велат дека сега има повеќе од 10.000 војници од Северна Кореја распоредени во Русија кои помагаат во незината инвазија врз Украина. Игор, што велат познавачите во САД? Што значи соработката меѓу Русија и Северна Кореја? Заедно Русија и Северна Кореја се закануваат со поголема нестабилност. Ова го вели поранешниот американски национален разузнавач за Северна Кореја Синдеј Сейлер. Според него, тоа е воен сојуз со краткорочна и долгорочна опасност, опасен ризик за продолжување на војната во Украина, дестабилизирање на Корејскиот полуостров и меѓународната заедница. А со самото тоа што Северна Кореја добива руски системи за противвоздушна одбрана, муниција и друга помош, Сейлер смета дека со тие работи што Ким Џонг Ун ги има од Владимир Путин, не му е потребен Доналд Трамп. Во првиот председателски мандат Трамп соработуваше со Јужна Кореја во обидот да ја отфрли програмата на Северна Кореја за нуклеарно оружје. Сега во вториот мандат Трамп ќе се занимава со Северна Кореја која има цврст став во однос на нуклеарните системи, вели Ревер, поранешниот советник во Стейт Департментот за азиски прашања. На само неколку дена по изборите во САД, Северна Кореја тестираше нова интерконтинентална балистичка ракета која потенцијално би можела да достигне до поголемиот дел од копното на САД. Марина? Благодарам, Игор Стефановски од Гласот на Америка.